Значи се видов со господинот Бошковски, имав редовна посета да се уверам како е неговото здравје, неговата психофизичка состојба, евентуално да не се врши некој посебен притисок. Од она што го видов и што јас можам да констатираме, во перфектна психофизичка состојба, нема никакви притисоци, напротив, смета дека сите услови кои што се потребни му се овозможени и сега и понатаму. Очекува дека утре и зутрина ќе замине од установата и дека ќе биде потпишано решението како и на сите претходни лица кои што отслужувале казната затвор. Со директорот на затворот побарав да имам средба, прием. Прво ми беше кажано дека треба да почекам, веројатно ќе бидам примен. После од прилика половина час бев известен дека имал итен состанок и дека не може да бидам примен. Тоа е тоа. Очекувате ли што толку понесете ослободен? Согласно законот, неговите 90 дена истекуваат ноќеска на полноќ, во 00 часот, што значи според праксата која што е вообичаена, тој треба да излезе утре и зутрина. Тоа би било според законот. Секогаш може да биде потпишано решението. Не постои временско ограничување во кое што таквото нешто мора да биде сторено. Што ако не го потпише? Тоа е веќе прашање за директорот на затворот. Значи, гледате и самите, ова има јавен собир, медиумите се тука, тоа е што во правото ние го велиме фама или глас, што значи ако му биде ускратено правото, а тоа да не биде засновано на објективни пречки, а такви објективни пречки ние досега не сме видели и не знаеме, бидејќи и судот и воспитачкиот кадар има изразено мислење дека не постојат пречки за такво нешто. Тоа значи дека таа фама или глас треба да стигне сега до јавното обвинителство, до органите на прогонот и да утврдат дали евентуално постои повреда на службените овластувања и положба, значи е злоупотребена истата. Постои ли некоја можност на жалба, не потпишување? Не, такво нешто не постои со оглед на тоа што се работи за дискреционо право, со полна доверба дадена на директорот на една установа, значи да го донесува секогаш кога на изглед се објективните критерии.